Измеќари кои треба да одработат во интерес на поранешната власт бидејќи ги поставила на високи функции. Дел од судиите и обвинителите според премиерот Христијан Мицкоски се последниот штит на СДСМ и ДУИ, чиј криминал се обидуваат да го скријат преку несовесно и нечесно работење. И наместо да бидат поборници за правда и правна држава, не можат да ги напуштат политичките интереси, ниту кога ќе ја облечат судиската тога. Правосудниот систем кој се претвори во игралиште за политички маневри, власта сака да го реформира, а првите чекори беа интерпелациите за членовите на судскиот совет и предлог разрешувањето на републичкиот обвинител. Мицкоски не е изненаден од обвинувањата од опозицијата, дека ова е удар врз судската власт, но е шокиран од однесувањето на обвинителот, над чија глава седеше братот на Али Ахмети. Посебно би го потенцирало однесувањето на еден обвинител од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада. Јас сум сигурен дека вие новинарите точно знаете за кое име станува збор и очекувам тоа да биде во насловите на вашите соопштенија. Тој што му стоеа на ушка, не на слика. Какви се политичките спреги, јавноста повеќе пати стана сведок, како на пример со фотографијата на која над Исламабази стои братот на Али Ахмети. Од тука и се отвораат сомнежите дека Асмир Јаховски, син на пратеникот Исмаил Јаховски, или познат како Пуцко Петрол, се спаси од притвор во Шутка, иако се сомничи за криминал со мазут од речиси 170 милиони евра. Мицкоски порача дека ќе мора да одговараат сите кои се богателе со милиони евра на грбот на граѓаните, користејќи недозволиви материи со кои го загрозувале животот на граѓаните. Инаку, власта веќе подолго време алармира дека потребни се итни реформи за независно судство, а коренот на проблемите е во судскиот и обвинителскиот совет.